Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани гледачи на КТВ телевизија, добар ден. Ја свикувам петата седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените прилагачи, а врз основа на член 60 деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го дадам, да го прочитам дневниот ред, да го изгласаме записникот од минатата седница. Кој е за? 8 за. Да се извинам прво на председателката за финанси, затоа што не бевме можност да дојдеме на комисија во средата и затоа ќе одиме директно на седница за донесување на буџетот на општина Росман. И ќе одам дневен ред точка по точка. Прво предлог буџет на општина Росман за 2022 година. Втора точка предлог одлука за извршување на буџет на општина Росман за 2022 година. Точка 3 предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за плата на државните службеници за 2022 година во општина Росман. Точка 4 предлог програма за работа на јавното претпријатие Росман од Росман. И точка 5 предлог финансиски план на јавното претпријатие Росман од Росман за 2022 година. Ова е дневниот ред. Дали некој сака да го дополни дневниот ред? Нема никој. Кој е за вака поставување на дневен ред? 8 за. Повикувам шеф. Прва точка предлог буџет на општина Росман за 2022 година. Не мора да го повика, зашто? Нема сака да каже нешто. Што ќе каже, че може да имат буџет од сите активни правилошки. Каже што не одиме директно на вака. Кажи чекам. Чекај Јован да биде. Дек за Јован, Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми. Денеска имам една од најбитните седници на Советот, значи предлог буџет за 2022 година. Материјалот го добивте на време пред некои си 20 на дена, мислам дека го имате разгледано. Иако не се одржа комисија, сепак сите советници го добивте на време и го разгледавте. Оваа година имаме зголемување на претходниот буџет од 2021, негде за 37%. Зборам за буџетот на општина Росман. Прошлата година планиран буџет за општина Росман за 2021 година бил 45 милиона. Сега имаме 67 милиона 880 илјади. Од кај треба да пристигнат средства? Од 71 даношни приходи 9 милиона 020 и 711 данок од доход 635 илјади. 713 даноци од имот 4 милиона 080 илјади денари. 717 даноци од специфични услуги 4 милиона 254 илјади денари. 718 такси на користење и дозволи за вршење на дејност планирани 51 илјади денари. 72 неданошни приходи 546, од кои што вика глоби судски и административни такси 141 илјади денари. Ние само имаме административна такса 141 илјади денари. Во буџетот нема предвидено глоби и судски такси. 724 други владини услуги 5000 денари. 725 други неданошни приходи 190.000 денари. Капитални приходи 17 милиона 816.000 денари и трансфери и донации 40 милиона 498.000 денари. 40 милиона
498.000 денари. Значи, најголеми планирани приходи се од трансфери и донации. Тоа е што се однесува до приходниот дел, уште еднаш да повторам, 67.880.000 денари. Сега, тука ќе ги напомнам само приходниот дел и другите планирани средства. Приходи за самофинансирачки активности, тоа се приходи за детска градинка и за школа 2.290.000 денари. Приходи од донација, средства што се планирани за Основно училиште Пере Тошев и за детска градинка Праскичка 45.705.000 денари. И приходи од донации 2.400.000 денари. Тука се средства што треба да пристигнат да се до исплатат сите активности во врска со реновирање, тоа е адаптација на старото школо. Тоа е проект кој што го работевме претходните години. Знаете дека пред некоја недела се пушти во употреба тој објект. Се уште не е доисплатен сите активности што се работени за тој проект. Како се распоредени средствата? 67.808 активности, основен совет на општината. Прошлата година бил 1.636.000, сега се планирани 1.725.000 и да не ги повторувам за основни плати 1.515.000 денари, надоместоци 125.000 денари, надоместоци 1.390.000 денари, стоки и услуги 210.000 денари, други договорни услуги 25.000 денари и други тековни разходи за репрезентација 170.000 денари. Тоа е што се однесува до советот на општина Росен. Че извините, тој материјал го немате вие, ми укажа Општинска изборна комисија дека има недостаток на средства за исплаќање до исплаќање на изборите што се спроведува. Таму имало некој упатство дека ќе има зголемување негде 5% за Општинската изборна комисија и 20% за оние лица што учествувале во сабота, што оделе по домовите на болни и изнемоштени лица, за нив 20% од планираните средства, така да ќе треба да се планират негде околу 62.000 денари во буџетот за 2022. Тие ќе бидат исплатени наредната година 62.000 денари. Тоа може да се у А1 изборни активности и референдум. Кај вас у материјалот не беа планирани, пошто сите се сеќавате, сите средства вие као совет донесовте, изгласавте одлука за да може да се префрлат средства со проширување на буџетот. Испланиравме 461.000 денари, покрај оние 650 што беа планирани во буџетот за 2021 година, со пренамена испланиравме уште 461. Сега ни доставија ново упатство кај што стигнало од ДИК дека има да се доисплатат уште некои средства, а тие средства што ми доставија список председателот дека изнесуваат 62.000 денари. Одиме понатаму, градоначалник, планирани средства за 2022 година 1.397.000 и исто као советот заплати толку, за придонеси 305, заплати 770.000, 305.000 за придонеси, надоместоци 17.000 денари, патни и дневни расходи 30.000 денари, договорни услуги 65.000, други тековни расходи 174.000 денари, социјални бенефиции 36.000 денари.
Тоа се сите позиции што се планирани во програма Д0 градоначалник. Општинска администрација Е0 програма. Планирани средства во прошлата година били планирани 15 милиона 186, ова година се намалени на 13 милиона 768 илјади денари, каде што викат заплати потребни средства се 4 милиона 866 илјади денари, за придонеси 1 555 илјади, надоместоци 230 илјади денари, стоки и услуги 4 милиона 740 илјади денари, комунални услуги 1 581 илјада денари и материјали и ситен инвентар 831 илјада денари, поправки и тековно одржување 442 илјади денари, договорни услуги 472 илјади денари, други тековни расходи 330 илјади денари, привремени вработување 980 илјади денари, камати и плаќање код домашни кредитори 15 илјади денари, субвенции и трансфери 1 369 илјади денари, од кои што трансфери до невладени организации 564 илјади денари, разни трансфери 805 илјади денари, социјални бенефиции 90 илјади денари, тука спаѓаат социјални надоместоци за физички лица и еднократни парични помош, капитални расходи 58 илјади денари, тука отвори програма купување на друг мебел 58 илјади денари, ако испадне некои активности да се спроведат во купување на мебел. Отплата на главница 850 илјади денари, тоа имаме врска за резерварот што го преко Светска банка што се градеше, еве четврта година како ги отплачаме, 850 илјади денари, за тамо плачаме минимални средства по основна камата, тамо планира 15 илјади денари, обично негде околу 10 илјади денари плачаме на годишно ниво. И еве отплата на главница под рочни позајмици 850 илјади денари. Урбанистичко планирање, прошлата година планиравме 550 илјади денари, оваа година се намали на 430 илјади денари, пошто не се искористија сите средства што беа планирани. Уредување на градежно земјиште 80 илјади денари, уредување на градежно земјиште 145 УЕФА програма, у Г1 поддршка на локален економски развој 120 илјади денари, изградба на комерцијални објекти 145 илјади, секоја година ги предвидуваме, тамо се договараме секоја година да се уреди кванташки пазар, велики оваа година ќе биде и тоа завршено. Поправка и тековно одржување 145 илјади, одржување на урбана опрема 430 илјади денари, снадбување со вода 360 илјади, јавно осветлување 1 650 илјади денари, изградба на јавно осветлување 2 милиона 080 илјади денари, изградба и реконструкција на локални патишта 16 милиона 255 илјади денари, плюс и купување на возила. Прошлата година го исплативме возилото што беше набавено, така да немаме активности, се е исплатено, парите стигнаа од Биро за регионален развој и се префрлија на фирмата која што од кај што го набавивме возило. Тука среднувате уште две програми, изградба и реконструкција на локални патишта, улици и патишта. Тоа се две развојни програми, 10 милиона денари се планирани за наредната година и изградба на улици на територија на општина Росуман. Тоа е нова развојна програма, до сега не смеа, сега отворив уште една развојна програма, 7 милиона денари.
Тоа се оние средства што се вишокот на средства што од претходната година ги префрламе во 2022 година, негде од 23 милиона денари. Изградба на простор за паркирање 95.000 денари, изградба на сообраќајна сигнализација 73.000 денари, изградба на систем за водоснабдување 9 милиона и 900.000 денари. Прошлата година беа планирани 3 милиона 750, сега се зголемени негде за 6 и нешто милиона денари за водоснабдување. Значи, уште еднаш да се повторам, средствата, вишокот средствата од 2021 пренесеното салдо се усмерени за изградба на реконструкција на улици во општина Росман 9 милиона, изградба на улици на цела територија на општина Росман и 6 милиона и 200-300 се планирани во систем за водоснабдување. Значи, тоа сите се капитални инвестиции што се планират за 2022 година. Јавна чистота, капитални расходи 980.000 денари. Овие средства се планирани средства према јавно комунално предпријатие Росман. Паркови зеленило 98.000 денари. Урбанистичка опрема 760.000 денари и спорт и рекреација 327.000 денари. Со тоа, значи, завршуваме сите планирани средства што се однесуваат за општина Росман, оние 67 милиона 880.000 денари. Одиме со основно образование на еден програма. Планирани средства за основно образование 40 милиона 205.000 денари и обичајно кај буџетот на општината, претежно за основно образование поголем дел од или негде околу 65 до 70% средствата се одлеват за плати. Значи од тие 40 милиона, 29 милиона 494.000 денари се за плати и плати се распоредени на, сте видели, 18 милиона 960.000 денари за основни плати и за придонеси 8 милиона 554.000. Стоки и услуги 5 милиона 397.000, 42, 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, 1.892.000 денари. Материјали и ситен инвентар 758.000 денари, поправки и тековно одржување 1.211.000 денари, договорни услуги 1.290.000 денари, други тековни расходи 108.000 денари, субвенции транспорт 142.000 денари, разни трансфери 134.000 денари, капитални расходи 5 милиона 172.000 денари, од кои што вика купување на опрема и машини 81.000 денари, други градежни активности 5 милиона 055.000 денари. И со тоа завршуваме со основно училиште Вере Тошев. Таму да напоменам дека и на нив им остана средства од пренесен вишок 5 милиона и 200.000 денари се планирани во капитални инвестиции за 2022 година. Они имат две капитални инвестиции кои што ги изработија во 2021 година. Игралишто и фасадата. Игралишто е исплатено во целост. Фасадата се исплатени негде околу 3 милиона. Остануваат уште милиони тамо колку е, директорката ми исправа милиони и пол. Тие средства се уште нема ситуации, иако има средства на сметката, се уште не се до реализирани, така да плаќањата и ќе се извршат во 2022 година и затоа сепак
че имат доволно луфт да може да изградат уште некој капитален проект во 2022 година. 5 милиона, мислам, не се мали средства. Одиме понатаму. Детска градинка, 5 милиона и 500, каниф е малце ситуацијата по-непопуларна, како да кажам. Они имат помал буџет, што стигна од Министерство за труд и социјала. 5 милиона и кај стигна 4 милиона 860. Ставивме 5 милиона и 550. Така рачунаме дека со ребаланс на ниво на државата че добиеме прошлата година, нивниот буџет беше 5 милиона со ребаланс од 5 милиона и 200. Сега имат помалце средства, ама сепак че има доволно за да се покријат основните трошкови за плати и надоместоци и тековно одржување. Значи за детска градинка практички планирани средства са 5 милиона и 500 илјади денари, од кои што вика плати на доместоци 5 милиона 43 илјади денари и некои си 500 илјади, 470 илјади се распоредени на следниот начин. Да не ги повтарам, за плати, основни плати 3 милиона 630 илјади и за придонеси 1 413 или купно 5 милиона 043 илјади денари. Стоки и услуги 414 илјади денари. Комунални услуги, грејење 227 илјади денари. Материјали и ситен инвентар 69 илјади денари. Поправки и тековно одржување 31 илјади денари. Договорни услуги 59 илјади денари. Други тековни расходи 23 илјади денари. Капитални расходи 43 илјади денари, од кои што вика купување на опрема и машини 15 илјади и други градежни објекти 18 илјади денари. И последната страна, купување на мебел 10 илјади денари. Мислам, сигурно сте голем број од вас запознаени дека ќе почнат активности со изградба на вториот дел на детска градинка. Во тек се поставките, па така да ќе имат сигурно додатни средства. Активностите ќе отпочнат после нова година, така да тука ќе има и општината некој удел што треба да помогне. А све у свему мислам дека средствата што се планирани во буџетот ова година, уште еднаш да повторам, негде на основниот буџет на општината е се зголемени негде околу 37% во однос на 2021 година и сите тие средства и сето зголемување се усмерени, тоест насочени кон капитални инвестиции. Сите тие и пренесеното салдо и оние средства што вишок што ќе бидат, сите се насочени кон капитални инвестиции за 2022 година. За сега толку. Благодарам. Дали некој сака да додаде нешто, да праша? Павле? Почитувани колеги, советници, почитуван председавач, почитувани медиуми. Пред да пражам, сакам само една забелешка до председателот кој се извини на председателката за неприсутноста на комисиите. Значи не се слагам така, ако имале гости или нешто, дека општината ни е пред се побитна од секој еден, треба тука да биеме и малку да биеме конструктивни за наредните седници на комисии, да биеме присутни. Инаку, сакам да прашам овде УЕО има лекови. Шо се тие лекови? 40.000. За шо се тие лекови, како се? И
и привремени вработувања 980.000 кои се и како се. Благодарам. Да, у 423 материјали и ситен инвентар има 423.510 лекови, планирани 48.000 денари. Тоа се покривање на давање, тоест на лекови за социјално загрозени лица. Таму има 5-6 лица што редовно им се дават и тоа се и малце средства. Има неколку лица, сега да не испадне дека болни од карциноми, што ти ја знам, и така да, немате, вие знаете дека прошлата седница вие како совет изгласавте за конкретно за лице, да не, мислам не е добро да се одговорници. Не може да само каже. За така за тие лица што се, тоа се неколку 5-6 лица со тешки болести, кај што не може да ги подигнат, да ги платат лековите, му испаѓаме во пресред, тоест градоначалникот има лице задолжено, со лицето одат во аптеките и ги подигнуваат лековите, ние ги финансираме. И тоа се ептен минимални, да не му пуштаме еднократна парична помош, па како што сите тие лица примат социјална помош. Ако ние му пуштаме социјална, па ќе барат преку УЈП од кај како потврди после да му даваме да не му ги скинат ваквото, затоа се врши снадбување. До времени вработување, прошлата година било 880.000 беа планирани, сега 980.000 денари. Имаме ангажирано 3 лица времени вработување, тоа се знаете дека хигиеничарката, тоест коварката е на болување, имаме нова што е заменува преку агенција, секретарката и уште едно лице, лицето што работи со машината. Така за нив тројцата се планирани средства за времени вработување. Дај Боже да бар овие двајца, ако може да сепак се надејаме дека генешарката се врати, ал за овие двајцата, ако може да се ангажираат преку општината во ред, ама се планираат средства, ако не се вработат во редовен работен однос, да одат преку времени вработување. Благодарам. И дај нека друг баро. Ајде, Ванче. Ајде, Пен. Дами и господа, медиуми, јас вака, имам примедби околу точка 426 за репрезентација. Значи, расходите за репрезентација да се намалат напола и кај градоначалникот и кај советот, тие средства да се пренаменат за спорт, за лекови негде кај што мислам дека ќе треба да бидат побитни. Друга работа, капитални расходи гледам. Изградба на други објекти, 482. Шо подразбирате под други објекти? Тоа е едно. И друго, изградба на капацитети за водоснабдување. Тоа е ставка од 9.700.000. И ме интересира дали уопште вие некои си имате ставено изградба на канализација. Пошто ние се градиме патишта, а канализација немаме. Значи прво да се прави од дола, а после горе. Значи тоа ми е примерно сега да се. Ајде ќе почнеме од крајот. За канализација, ова година се планира да се отпочне со изградба на атмосферската канализација. Тамо знаете дека тоа е голем проект, ние не би можели во една фаза, тоа ќе оди повеќе фази, ал
мислам градоначалникот презема некои активности за овие улици што треба да се финансират преко Светска банка, тоест Министерство за транспорт и врски. Тоа се негде 3 улици или 4. 3 улици што се влезени, а 4та улица може би и ние ќе ја финансираме. И за тоа се испланира да се изврши замена за постоечката фекална канализација и да се изгради и нова атмосферска канализација. За тие улици бара, ако почнат активности, и Светска банка бара да тоа финансирање од канализации и изместување на подземните водоводот, тоа е наша обврска, така да се планирани 9 милиона и 900 илјади денари. Тамо сигурно си сретнал уште многу такви активности, например Не ви изгледно на други објекти, што подразбирате? Други објекти, вие во 2022 во јануар месец ќе ја донесете програмата за комунално уредување. Тамо се планираат сега други објекти, а вие ќе донесете у програмата и ќе предвидите. Пример, тука се испланира дека за улици ќе требат негде околу 17 милиона улици у 2 развојни програми, плюс 16 милиона директно у ЈД програма, негде околу 40 милиона денари, а вие као совет ќе ви се достави програмата за 2021 година и вие ќе ги одберете сите оние, мислам ќе ги изгласате сите оние програми, мислам планирани проекти што треба да се финансират во 2022 година. Ние као опозиција предвидовме дали се уредува се почна со некои активности за плочата, дали се пренаменат за некои други објекти што треба да се реализират, ал тоа се за проекти што ќе влезат во програмата за 2022 година. Што се однесува за репрезентација, само да подсетам дека ова година имаше стварно рекордна репрезентација, негде зголемена за 250% во однос на планираните средства од 2021 година. Вие изгласавте пренамена кај што се зголеми репрезентацијата од планираните плюс за 80.000 денари, така да немам ништо против ако усвоите, може да се намалат и кажете кај да ги поредите. Да ги се планира за репрезентација приближно оние средства што беа планирани во 2021 година. Ако вие као совет донесете таква одлука, тоа може да се измени и кажете кај да се усмерат. Благодарам. Втори Иванче. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани граѓани на општина Росуман, еден од побитните за мене совети за тековна година, гласање на буџетот на општината, гласање на буџетот на основното училиште, гласање на буџетот на детска градинка. Од презентацијата на раководителот на финанси и од моето лично искуство години наназад, можам да кажам дека раководителот на финанси пред заменување во пензија ќе ни обучи за некој нов метод на пумпање на буџетот, заедно со менаџерот на општината, градоначалникот на општината. Најголемиот буџет во општината 67.880.000 денари. И во преходниот дел, кога ќе видиш таму, во трансфери и донации, вика 23 милиона од претходната година. И сега тие ќе ги извадиш од ова, од 67 милиона, остануваат 44 милиона 880. Значи јас, месеци и месеци, години и години наназад излегувам тука на говорница и кажувам едно, и еве се испоставува со текот на годините дека е така,
од оваа година во таа се префрла и еве сега дојдовме на тоа дреже да ние имаме неискористени средства 23 милиона денара, каде што дали негативност на актуелниот минатиот градоначалник или на раководител за финанси, треба народот да процени зошто не се трошат предвидените средства за дадената тековна година. Значи, ова е за мене дебакал на претходниот градоначалник и на претходното раководство во општината. Ти предвидени средства да не ги истрошиш, значи не знаеш да ги изменаджираш. Тоа е тоа, едното. Значи, градоначалник, нов градоначалник Стојан Николов, те молам сегашниот буџет кога ќе го изгласаме да ги трошиш парите, а не да ги префрламе, може од година да префрлиш и 50 милиона за следната година. Биди ефикасен, реализирај, троши, гради, нека остане за општината. Одам чекор по чекор, си запишував некои витални работи. Во предизборната кампања на локалните избори, како актуелната власт, така и ние од редовите на ВМРО-ДПМН одевме во локалните населени места и каде што ги слушавме поплаките и недостатоците за дадени населени места, воглавно во реконструкција на улици и патишти, воглавно во системите за наводнување и така бетонирање на некои слепи улички, бетон, коцки и така натаму. Ќе се задржам повеќе на капиталните расходи, заради тоа што тоа е за мене едно света работа која што треба да градиме во општината за да дојде Росман едно прекрасно место за живење. Во изградба на за водоснабдување 9 милиона и 700 илјади. Сакам да прашам да ми одговори или раководителот или градоначалникот кои се, затоа што еве од оваа говорница тврдам дека во село Дебриште постоечките резервоари за вода и постоечкиот систем за снабдување на граѓаните во тоа село, во населено место е во очајна состојба, каде што во горно мало речиси и жителите на тоа село немаат ни вода. Дали од овие средства се наменети дел од овие средства за реконструкција за резервоарот за вода во село Дебриште и постоечкиот систем за водоснабдување? Дали имате увид и информации во ново изградениот резервоар за вода во село Манастирец, каде што исто така наидувајќи се осредбон со граѓаните во тоа населено место, наидовме на информации дека и постоечката вода за пиење е заматена. Тука е нашиот колега советник од село Манастирец, Владко Трајков, че ни потврди и дека тој резервоар за вода е надвор од употреба. И тоа што го имале селаните, и тоа сега веќе го немаат. Зошто? Дали е направен технички прием на тој резервоар вода и дали е во употреба и дали е во согласност со проектираната документација и дали е извршено надзор, треба да кажете на говорница. Значи, ние можеме многу капитални објекти да изработуваме од дадената општина, а да не се функционални. Значи, ова е чисто информација од жителите на тоа населено место село Манастирец. Значи, тоа ќе ми одговорите или раководителот или градоначалникот, кои се тие капитални капацитети, изградба на капацитети за водоснабдување 48 27 20. Едно прашање. Второ прашање. Дали знаете дека улица и патишти, овие предвидени средства се премалку за асфалтирање на Гоце Делчев, на Парветерска и на училиштето од улица од училиштето до Петте чешми?
големи улици, големи метажи. Так? Да. Во претходниот совет, во претходниот мандат изгласавме 20 милиона денара, дел финансирање од општина Росман, дел финансирање од европските фондови за урбанизам, не знам од кој беше, 20 милиона за атмосферска канализација. 2 крака по должина на улица Гоце Делчев и по должината на улица како се вика? Цандо Кузманов. Дали во овој буџет се проектирани тие, ова ми е второто прашање, дали во тој буџет се проектирани тие 20 милиона денара? Следно прашање. Каде се гробните места? Изминатите 2 месеца со новиот градоначалник дискутиравме интензивно. Ние на некој начин го задолживме градоначалник да направи една проекција, едно видување со стручни компетентни лица на тој место, да ни даде информација на тоа место каде што планираме во наводници проширување на гробните места, дали имаме некои приватни парцели или немаме приватни парцели, колку се тие, колку ќе накошта подпорен зид и колку ќе накошта насип. Алармантна е ситуацијата во општината за гробните места. Доколку гледаме со презентацијата на градоначалникот и стручните лица тука од општината дека не е изводливо проширување на гробни места, дали градоначалникот со неговата општинска администрација ќе направи референдум или ние тука како советници ќе земеме најголемата одговорност и заедно со градоначалникот ќе изгласаме нова локација за гробните места. Највиталното нешто за мене во ова 2022 година кој треба да се реализира во првиот квартал од оваа година. Гробните места. Нема уште 6 гробни места. Има некоја, слушам некоја идеја во долниот дел од црквата, не знам. Сакам како трето прашање да ми одговорите дали ви се предвидени средства за проширување на гробни места и колку се тие и во која ставка се. Тоа е околу делот на капитални расходи. Во делот на спорт и рекреација. Тука нема спорт и култура. Зошто не е спомната културата? Во непосредна комуникација со градоначалникот и со председателот на совет, Ресто Јошев, видовме дека децата од културно-уметничкото друштво Росуман не представуваат како општина секоја година во најдобро светло, каде и да одиме, дали во општина, дали во надвор од државата, прекрасни се за гледање и мислам дека заслужуваат веќе ношните што ги носат дечињата и момците, девојките и момците да имаат собствена ношња за мачки и за девојки. Нема нигде. Не гледам. Тоа е како четврто прашање. Пето прашање. До градоначалникот лично, трансфер до спортски клубови, дали се опфатени сите категории на спорт? Фудбалот, кошарката, некој имаш идеи за кикбокс нешто и сите тие работи. Дали ги фанавте сите целни групи, сите спортски клубови? За почеток толку, па како ќе се одговараат прашањата, така ќе има дополнителни прашања. Почитуван советник Иванче Јошев, раководителот него пумпа буџетот, раководителот средствата што ги има во буџетот ги распоредува на одредени позиции. И раководителот него не учествува во реализација и извршување на буџетот.
нема никакви надлежности, мислам тоа еве да ти потврдам. Така да тоа е тоа. И ќе почнеме од последното прашање за спорт и рекреација. У Л0 има планирани трансфери до спортски клубови 260.000 денари, скроз на шеста страна и 463 четврта страна трансфери до невладени организации. Има планирано трансфери до спортски клубови 290.000 денари. Значи ова година има најмногу испланирани средства од како постои општината за спортски клубови. А тука да бидеме јасни од терминологијата, спортски клубови и културно-уметнички друштва не е... Сега, почекај, па мислам дека Сдружение култура, пошто ние немаме културни објекти и за тоа се планирани трансфери до Сдружение и граѓани и фондации. Да се разбераме, се планирани 180.000 денари. Тука ние се будемо терминологиите. Да, ние немаме програма К1 и не може да отвориме, пошто немаме ни еден наш културен објект кај што можеме да планираме и за тоа се планирани тоа е сдружение, не е културено сдружение на граѓани ФК фудбалски клуб Росона. И не може ние да го регулираме. Да, не може да го да планираме у културни вак. Но сакате да кажете дека се предвидени. Да, планираме. Добро, тоа ми Сдружение на граѓани. Тоа е сдружение така и фирмата, мислам називот на сдружение на... Добро, ја читам нејасно е, пашувам. 180.000 денари. Така да испланирани се и средства и за фудбал. Кај ќе се усмеруваат, на кои спортски клубови и како ќе се усмеруваат, значи има планирано негде над 500 и култури денари, 260 или 290, 550.000 денари. Значи, испланирани до... Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на државните службеници за 2022 година во општина Росона. Дали некој има нешто да каже за ова? Што нема никој ништо, го ставам на гласање кој е за. 9 за. Четврта точка, предлог програма за работа на јавното предпријатие за комунални дејности Росона од Росона. Дали некој сака да каже нешто? Дали некој сака прво да каже? Викам ако некој сака нешто да каже, ако нема ништо. Нема треба да го прашаме. Ама за некој викаме ако немаш прашање, имаш нешто да прашање. Почу да викнеме, ако немаш да прашање. Директор на комунално предпријатие. Дискусија да... Кој два разбора се најде? Добро, но дадовме право да прашаме. Кој два разбор? Па реков, кој два разбор да прашаме нешто? Ајде, Павле. Може од место до зашто да става цело време. Благодаря. Почитувани и почитуван директоре, го разгледав вашата програма за 2022 и гледам тука на повише места стоат набавка и монтажа на централни водомери. Да. Такви стоат, гледам скоро у сите населени места. Така да сакам да прашам и убаво стои тука дека пише од 4 до 10 месеци, од 5 Од 4 до 10 месеци, по кој период? од Не, тоа е предлог за да процениме, за да најдеме доколку обезбедиме средства и доколку дојде фирма која што ќе наоѓа загубите на вода и која што ќе наоѓа дивите приклучоци, после да има ни контрола врз целосно Тоа потребувачка. сакам да прашам, дали до сега имате некој таков ставено, дали има некоја пракса како функционира? Регре, почекај, после ќе ми одговориш ако тоа е прашање. Од и сега наеднаш гледам за сите населени места има и баш викам добри се толку пари ќе ми имат, викам сите на места. Тоа е сега за сега. Да. Ајде, Регре, Павле да одговори. Одговори од место, одговори. Тајме. Јок сак, тој одесно не е. Не, тука одговори. Поштивани советници,
Значи во материјалите имате програмата за прашањето на советникот од Цирково. Значи ставивме во оваа програма во сите населени места кај што имаме водоводи, набавка и монтажа на контролни водомери или централни водомери за да може да утврдиме загубата на вода доколку ни се јавува од резервоарот до населеното место. Према фактурираните количини на вода што би ги имале во текот на месецот или на годишно ниво. Сега, ние за оваа работа самите не можеме да направиме. Значи, очекуваме дека општината ќе преземе активност за делот на откривање на диво приклучени објекти и загуби на вода. Знам дека има одредени разговори на таа тема и доколку тоа како активност се направи, треба да се постават овие водомери за да имаме целосна контрола на произведената или добиената вода и фактурираната вода. И да имаме после многу полесен увид колку загуби имаме уствари и како се тие загуби понатаму. Тоа е суштината на во програмата. Добро. Павле, добро. Тоа добро, че значи мене ми беше дали до сега имаше таков некој да видиме како функционира, добро нека има. Чи ми беше чудно, ти се многу викам дали че имате финанси за тоа да го направите. Не, дополнително ќе поднесеме барем да советот. Окей. И имате уште едно, имате 4 нови вработувања, а немате, гледам, мислам дека не најдов нигде дека имате средства обезбедени за тие 4 нови вработувања. Од кај ќе најдете средства и како ќе ги исплатите? Благодарам. Значи во финансовиот план оделот на расходите, оделот на вкалкулирани бруто плати има предвидено повеќе средства, но тие за да се реализираат треба да имаме вработени. За оваа година планот за вработување, колку што знам, не е ставен на седница на Совет, така да нема да веројатно да се усвое и за 2022 ќе нема такви вработувања како трајни вработувања. Сега, ЈП Комуналец, мислам ЈПК да правилно да го изговарам, има потреба од вработувања, затоа што ние веќе за 2021 ќе видите во завршна сметка, имаме скоро, сега да не точно со бројки да не кажам, а преку 820.000 денари плачеме на ангажирани лица за потребите на Комуналец. Значи тука лица кои ќе работат на изнесување на смети, лица кои ќе работат на метење на улици и одржавање на паркови и зеленина. Значи ние парите се од нашиот буџет. Ние веќе тие 800 и нешто денари ги имаме. И веќе ги даваме. Но тоа беше за 2021. За 2022 како ќе почнеме со работа, ќе видиме, но веројатно ќе ги намалиме тој број на ангажирани лица и ќе настојуваме да Советот донесе, мислам, даде виза за вработување на такви лица. Средствата се предвидени, ама нема да бидат реализирани. Ако нема вработување, нема да се реализираат. Овие се за 2022. Некој друг има нешто да праша? Нема никој. Ја ставам предлог програма за работа на развој на ЈПК Росман за 22 година на гласање. Кој е за? 8 за. И пета точка, предлог финансиски план на ЈПК Росман за 22 година. Дали некој има да каже нешто? Не. Оли Павле? Ако сакам да прашам во врска со управните одбори. Добре. Дали се знае колку пати се одржани? Дали секој месец се одржуваат состаноци на управни одбори? Поради исплатените средства, не знам како ги исплатят, дали за секој месец, дали по одржани состаноци, тоа ми е само глупно одбор.
Значи, надокнадата за членовите на управен одбор е месечно 2000 денара. От последната година се води записник, се води евиденция комплетна колко има одржано. Ние гледаме всеки месец да има управен одбор, но поради оваа ситуација што беше со COVID, пошто има потреба. Се носят, например, сега во јануар се носе годишен план за јавни набавки, во декември се носи буџетот. После имаме полугодишни извештаи. Дали секој месец се одржуваат? Се одржуваат. Има, сакате ќе ви дадам конкретно бројка, него одлуката е таква. Сега имаме, оваа година има помалку исплатено за управен одбор, дека веќе имаше едно време да се одлука да не се исплаќат надокнади на членови на управни надзорни одбори, па после таа одлука падна на, колку што знам, на уставен суд, така да имаме таква обврска, иначе одлука е на управен одбор за надокнада по 2000 денара од месечен паушал. Таква одлука не е сега. Да, некој друг. За член на управен одбор, не на надзор. Штом нема никој да праша ништо, го ставам, ја ставам 5 точка на гласање. Кој е за? 9 за. Со ова го истрбиме дневниот ред и ја завршуваме 5-та седмица на Совет на општина Росово. На сите ви... Можеш само да примавате, да поздравим, а? Но јас сакам да честитам нова година на советниците, сите пенчи. Не, добро. Ајде, поđi ga началам четива, после јас ќе завршим. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на Совет, јас би сакал накратко да се заблагодарам на советниците за едногласното донесување на буџетот за 2022 година. Се надевам дека и во иднина сите одлуки ги носиме вака едногласно, конструктивно, заеднички сите ги работиме во интерес на граѓаните на општина Росово. Ви благодарам и за амандманите кои што ги поднесовте на буџетот и тоа би било накратко ви се благодарам на сите за она што го правите денес. Благодарам уште. Благодарам на градоначалникот, на сите, још еднаш, на сите советници на градоначалникот, на сите граѓани на општина Росово. И ме честитам новата година и бодишните празници и посакувам многу здравје и на сите вас ви посакувам многу успешна работа во наредните 4 години. Ви благодарам на сите.